ден. Ви благодарам за поканата да ги размениме нашите мислења, односно да дадам свое мислење по неколку теми во очи на, односно во предизборите, што треба да се случат сега за неколку недели. Во принцип, енергетиката, како што вие нагласивте и дадовте во својот коментар, е доста важна не само за Македонија, туку и глобално во целото опкружување, туку и во Европа. И сите знаеме дека кога се збори за енергетиката, најчесто употребуваниот термин е одржливост, односно одржлива енергетика, или што тоа значи, како да се добие или како да се однесуваме ние како општество и како економија кон терминот енергетска одржливост. И тоа е исто така дефинирано во светот и една од најдобрите дефиниции е дека одржливоста во енергетиката се заснова на два принципа, и тие два принципа се енергетската ефикасност и обновливите извори на енергија. Тоа се два принципа, односно два правца во кои се движат современите економии во смисла да ја задоволат таа одржливост на енергетиката. Пред се тоа значи одржување на CO2 емисијата на едно ниво кое што е дефинирано со Кјото протокол. Во таа смисла и Македонија прави напори и имаме мали компании, индивидуалци кои интензивно работат. Исто така факултетите, односно факултетот за електротехника, а и другите институти работат на таа проблематика, меѓутоа се разбира темпото и обемот со кој ние се движиме во таа насока е многу помал отколку што тоа е обемот во западно развиените индустријски земји. Во таа смисла сметам дека е многу важно за Македонија да направи една стратегија, тоест да развие еден акционен план во кој што на едно глобално општествено ниво, во кој што основен импулс ќе се даде на развојот на нови технологии пред се, за овозможување на еден одржлив развој, меѓутоа и континуитет, да кажеме, во смисла со напорите што ги права Европската Унија, да кажеме, и развиениот свет, за одредени капацитети кои што ќе допринесат во тој глобален тренд да се развие правецот, односно да се добијат не само нови извори, обновливи извори, туку и да се работи на нови технологии кои што ќе допринесат да се развива таа област на обновливи извори на енергија, бидејќи денеска не се подразбира само да се градат централи кои што ќе ги користат обновливите извори на енергија, што се пред се ветерните централи, фотоволтаиците, малите хидроцентрали или централите што произведуваат електрична и топлинска енергија базирани на биомаси. Тоа се четирите основни облици на обновливи извори на енергија. Во суштина, тука е многу исто важно како целокупната економија ќе се приспособи за да се движи, за да се ние движиме кон таа цел, а целта е да кажеме одржлив енергетски развој, односно намалена емисија на CO2, иако е можно Македонија да биде 100% обновлива, односно да биде базирана на тие обновливи извори. И тука пред се мислам на вториот столб на таа енергетска ефикасност, меѓутоа и на енергетско-економското планирање, во кое што трите основни сектори на државата, а тоа е индустријскиот сектор, односно производните капацитети, второ е градежниот сектор и трето е сообраќајниот сектор, да бидат енергетски така планирани да се преклопуваат еден со друг и да кажеме ресурсите кои што се користат во едниот сектор да бидат на база на обновливите извори, ресурсите кои што се користат во вториот сектор да бидат на база на обновливите и на третиот и така натака. А во таа смисла мислам веќе ви дадам еден пример на како работат развиените земји, особено еден пример во Данска,
каде што се работи паралелно на обновливи извори на енергија, кои што произведуваат електрична енергија, потоа користењето на биомасите, потоа користење и производство на така наречен зелен газ или газ кој што не произведува CO2 или не дава при неговата употреба не испушта во околината CO2 емисија, која што, да кажеме, јаглениот диоксид е најштетен за глобалното затоплување. И во таа смисла е многу исто така важно да се направи акцент на користењето на дополнителни можности за складирање на електрична енергија и при тоа да се користи, да кажеме, електричниот мобилитет како едно средство. И во таа цела комбинација на економско-енергетско планирање, на користење на енергетските ресурси на база на обновливи извори на енергија и трето, на подобрување на енергетската ефикасност, може да се оди на вистина со едни стабилни и сериозни чекори кон нашата цел, а тоа е целта, да кажеме, Македонија во иднина да биде базирана 100% на обновливи извори на енергија и со тоа што како Македонија го има како капацитет кај студентите и кај младите генерации, со тоа што Македонија е позиционирана во центарот на Балканот и е исклучително важна сообраќајница и со тоа што Македонија е многу мала, така да тој, да кажем, пример или експеримент каде што може на вистина да се мотивираат младите и да се направи еден акционен план со иницијативи и да Македонија наместо се занимава со одредени споредни работи во смисла на, да кажеме, она што луѓето се денеска оптоварени со дневно-политички препукувања, туку енергијата да ја насочат, особено младата генерација, да ја насочи во еден таков проект кој што ќе биде наречен, да кажеме, Македонија 100% обновлива и на тој начин да таа целокупна енергија што ја имаме ние во младата генерација и во студентите, да се насочи во еден наистина супер проект. И тука сметам дека ќе добиеме многу поддршка и од другите земји, а пред се од Европската Унија. И за тоа има можности. Многу добро го формулиравте вашето прашање, односно вашиот став, како да создадеме индивиди со интегритет, со карактер и со знаење. Значи, тоа е толку тешка тема и тоа е една од најважните, да кажеме, бранувања или дискусии кои што се одвиваат во западниот свет, како да се создадат идни генерации на граѓани кои што ќе имаат капацитет да ја водат економијата, да ја водат државата, да го водат развојот, меѓутоа да истите имаат интегритет и имаат квалитети, односно вредности по смисла на карактер и оние од други вредности кои што ние ги знаеме. И се до тоа е, да кажеме, од една страна важно за развојот на општеството, меѓу друга страна е голем предизвик за образовните институции. И тука голема улога игра трите степени на образование, тоа е основното, средното и високото образование, и под високото образование се разбира тие трите степени кои што се нормалниот степен на дипломски студии, потоа магистерски, додипломски и докторски студии. И тоа е како ние во тие реформи да го оствариме таа цел, создавање на одговорни, достоинствени и спремни индивидуи кои што ќе се справат со предизвиците на модерниот свет. Имав јас еден професор, се уште професор ми во пензија, и еднаш кога даде многу убава формулација, се собравме по повод на неговиот 90-ти роден ден и кажа една многу убава реченица и мисла, че ние имаме во рацете
еден материјал, еден дијамант. И од нас зависи како тој дијамант ќе го оформиме, ќе го избрусиме, за да може да биде во иднина светол, сјаен и сите да се водушевуваат од неговата естетика, убавина и грациозност. И тој дијамант се разбира ученикот, гимназијалецот, студентот и утре да кажам секој оној што ќе го најде своето работно место во различни средини. Во таа смисла и овој проект кој што е финансиран од Министерството за надворешни работи на Сојузна република Германија и пред се е наменет на земјите од Западен Балкан и вие ово формулиравте. Значи идејата е да се направи еден мост меѓу Западот и Истокот. Значи ние се говориме за Западен Балкан, меѓутоа нели тој го ставаат во сферата на Истокот, бидејќи порано, а и до ден денеска е така, Истокот се важи за некако недоволно или не во чекор ја следи развиеноста на економијата и на другите демократски процеси по однос на западните земји. И во таа смисла е овој проект во кој што идејата да се вметнат повеќе институции, не само високообразовните институции, и високообразовните институции да бидат, да кажеме, преку ноу-хау и преку она што тие го имаат како капацитет, носители на одредени одлуки и политики кои што ќе допринесат за подобро одлучување и подобар развој во еднината, меѓутоа и други институции кои што исто така вклопуваат бранши како ВАС, новинарството, потоа институции кои што се занимаваат со невладини организации и структури и како е целата тоа влијание и како тие можат да се соработуваат, да носат едни идеи и тие идеи подосна да се преточат во одлуки, политички одлуки, кои што ќе имаат позитивна насока и ќе допринесуваат за позитивен развој, меѓутоа и за намалувањето на конфликтите или евентуалните конфликти во иднина кои што би можеле да дојдат. И Македонија и Западниот Балкан е нормално идентифициран како едно потенцијално подрачје за идни конфликти, најмногу во социјалната сфера, меѓутоа и во политичко и во граѓанската сфера, и тоа исто така и меѓунационалната и меѓурелигиската сфера. И во таа смисла е овој глобален проект кој што сака да даде една тежина на високообразовните институции во општествено-политичкиот живот на државите од регионот. И во таа, кога збориме за тоа, нели мораме да имаме, да посветиме поголемо внимание на улогата што имаат образовните институции во создавањето на кадри. Вие кажавте кои реформи би биле добри и какви реформи треба не само Македонија, туку и земјите од опкружувањето и од Западен Балкан да спроведат во образовниот процес, за да можат да се продуцираат кадри кои што ќе можат да се соочат со предизвиците на идниот развој, економски, меѓутоа и политичко-демократски развој. Пред се, јас тука би се осврнал и кратко на две работи. Првата работа е да во текот на овој процес на основно и средно образование да се работи на дуалниот принцип, што значи учениците не само да ја следат наставата во школските клупи, туку да имаат можност и да работат и за тоа да бидат платени хонорарно или на одреден период, така за да имаат и бенефит тоа, и на тој начин паралелно да се следи фидбекот или повратната врска што ја има индустријата или услужните дејности или било кои други мали компании и како нивните потреби и како нивните идни, да кажеме, развојни програми можат да се вклопат и да допринесат за, да кажеме, едно поуспешно образование. Вториот принцип е
улогата на високообразовните институции. Високообразовните институции ја имаат пак целта на едно поголемо академско ниво да дадат допринос кон развојот на студентите и на нивните капацитети да утре можат да бидат оспособени за решавање на пософистицирани проблеми од енергетика, економија, машинство, индустрија, медицина и така натака. И во таа смисла, значи проектот сега нас ни дозволува и ние сме носители на тој проект да направиме една алка помеѓу Германија во случајов како носечка држава и да ги земеме искуствата во образовниот процес, пред се во високошколскиот образовен процес, преку усогласувањето на програмите, наставните програми, предметите, начинот на соработка, оформувањето на лабораториите и како тоа да се преслика и да се во земјите од Западен Балкан. И сега тој проект е започнат со Албанија, Македонија и Сојузна република Германија, односно 3 високообразовни институции во Берлин, во поградот Албанија, со линк на Тирана и Универзитетот Свети Кирил и Методи, односно електротехничкиот факултет во Скопје. Проектот започна, имавме една многу убава конференција преку видео во која што беа присутни представници од сите области на животот, не само од академијата, туку беа присутни представници и градоначалници, например градоначалникот на Тирана беше присутен и кажуваше своје мислење по однос на улогата на политиката и како споните со високообразовниот процес во Тирана и како, да кажеме, може да се направат одредени допринос или подобрувања на таа врска. Потоа беа представници од амбасадите, соединетите амбасади германски амбасади во Тирана и германската амбасада во Скопје, представници од стопанските комори соодветно во сите држави. Потоа имавме представници, пратеници од Бундестагот, имавме многу реномирани професори од различни универзитети во Германија и најважното, имавме исклучително добри предавања од студенти, 5 студенти од Скопје, 5 студенти од Поградец и 5 студенти од Берлин со своји различни теми направија еден впечатлив допринос кон успешноста на таа конференција. И ние ќе продолжиме со работата, како што кажав, тоа е проект кој што е поддржан од ДАД, тоа е Германската институција за академска соработка, а финансиски е поддржан од Министерството за надворешни работи на Сојузна република Германија. Ние сме многу благодарни за тоа и имавме првичен добар успех. Следуваат натаму нови чекори и се надеваме дека овој проект ќе продолжи во идните години и ќе биде на бенефит на сите 3 држави, но пред се, да кажеме, на регионот во Балканот и планираме од идната година да го прошириме проектот и на поголем број на држави, например на Косово, на Србија, на Црна Гора и исто така да поканиме и гости од Бугарија, можеби од Грција и од Хрватска, така да во смисла да се направи еден добар микс меѓу западно-балкански или балкански држави кои што се членки на Европската унија и оние кои што, да кажеме, тропаат, односно се кандидати за членство во Европската, односно асоцијативни членки и на тој начин да се забрза процесот на интеграција на кандидатите членки за Европската унија и да се направи еден допринос во хармонизацијата на образовните процеси.